Дали откако ја поминав короната, имам имунитет што ме штити од повторна зараза? Ова прашање е најчестото што си го поставуваат пациентите по прележан COVID-19. Кај граѓаните од Гостивар се покажало дека повеќето развиле антитела, односно стекнале некаков имунитет. Испитување на присуство на антитела на COVID се врши преку крвта во лабораторијата на Гостиварската болница. За сега може само да се потврди дали пациентите имаат или немаат антитела, но не и во кој процент. Последно време во нашава лабораторија, благодарение на Африм, што им е раководител на болничката лабораторија, успеавме да добиеме тестови за антитела и голем дел што ми кажуваат, особено здравотените тука што прележале значи имаат антитела спорено. Сега немаме процент да ни кажат колку имаме како, ама се створени антитела. Очекуваме наредниве денови да микробиологија добие некој апарат ми кажуваат во кој ќе се каже колку процент имат IgG или IgM антитела во организмот на човекот. Научната и медицинската фела во светот се уште истражуваат колку трае и во која мера штити од нова зараза стекнатиот имунитет на коронавирус. Одредени наводи укажуваат дека оздравеното лице нема да фати повторно COVID најмалку 5 месеци, а нивото на заштита се движи околу 80%. Во однос на актуелната состојба со COVID во Гостивар, доктор Наумовски информира дека на инфективно моментално се хоспитализирани 20 пациенти. На денешен ден имаме 20 пациенти, мислам, на оделение, од кои 6 со кислородна поддршка, останатите се во подобрена општа состојба. Намален е бројот на пациенти, можам да речам вчера и завчера малку повише, иначе имаме 10-11 пациенти, значи овие 2-3 дена се примени уште до 9-20, колку што рековме. Е смирена состојбата, али до кога како, никој не можеме да кажеме. Лекарите советуваат, без оглед дали некој ја поминал заразата со COVID, да ги применува и почитува мерките за заштита и протоколите, исто како да не ја прележал болеста. Во истражување направено во Британија на над 6600 оздравени од COVID, во 44 случаи биле пронајдени потенцијални повторни заразувања. Се потврдило и дека некои луѓе со антитела и понатаму може да го пренесуваат вирусот.